Ако се цени според предновогодишната атмосфера која владее во Кочани, најголем број од граѓаните на лудата ноќ од годината ќе ја дочекаат во своите домови. Скапите новогодишни аранжмани се достапни само за мал број незаинтересирани, што може да значи дека се враќа традицијата на организирани дочеци во кругот на семејството и пријателите. Туристичките агенции, повеќе од кога и да е порано, нудат голем избор на атрактивни хотели и познати музички звезди за незаборавна новогодишна ноќ. Меѓутоа, мал број на граѓаните кој може да си го дозвола тој мал луксус е мощно ограничен. Па како секоја година, така и ова година туристичката агенција Автоатом има подготвено неколку аранжмани за во Македонија и надвор од границите на Република Македонија. Како наш аранжман, еве Охрид како најпозната туристичка дестинација, оваа година е изберено. Има заинтересирано, повеќе од младата популација. За надвор од Македонија, еве Белград и Будва се најтражени за 2016 година, дали ти поблиску, дали сега младите не знам се така позаинтересирани. Имаме неколку понуди за Софија, за Солун. Најблиску мислам дека повеќе ќе отидат луѓето за Будва, бидејќи таму имаме организирано на плоштад со Здравко Чолич, па така да мислам на младите им најзабавно, неколку дена со 3-дневен аранжман. За Солун имаме понуда дводневен, Софија исто така дводневен и Паралија имаме тродневен. Во кочанските туристички места и во рестораните се вршат последните подготовки за организирање квалитетен дочек за нова година. За сега никој не најавува големи музички звезди од домашната или странската естрада, што значи дека предност добиваат локалните групи и пејачи. Цените се движат од 1200 до 2000 денари. За сега интересот е задоволувачки. Зголемена понуда нудат и трговците со прехранбени артикли, главно супермаркетите, кои очекуваат повеќе кратно зголемен промет до крајот на декември.